Се заокружува петата недела од собирите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, зачувување на унитарноста и сувереноста на државата и понатаму во фокусот на барањата на граѓаните. Почнува исплатата на субвенциите за минатата година. Паралелно со исплатата во теке и пријавата за субвенции за осигурување од природни катастрофи. Детската градинка Прва радост од Василево прослави 2 години постоење. Во овој период установата го зголеми сместувачки од капацитет од 40 на 70 деца со најава за изградба на нов објект. Дневник на телеканал 1. Добро дојдовте. Зачувување на унитарноста и сувереноста на Република Македонија, но и одржување предвремени парламентарни избори заедно со локалните, бараат од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Денес граѓанската иницијатива ја заокружува својата петта недела од масовните собери, а еве ги пораките кои синоќа беа испратени од југоистокот, поточно од Радовишот, Струмица и од Гевгелија. Ако имате залутан доктор меѓу лекарите, ќе страдаат дел од пациентите и здравството. Ако имате залутан учител меѓу наставниците, ќе страдаат дел од учениците и образованието. Но ако некој залута во политиката, ќе страда цел народ, и оние што гласале, и оние што не гласале за него и државата. А може би и регионот. Зашто политичарите имаат моќ да одлучуваат за прашање од битен карактер за државата и за народот и носат одлуки кои имаат далекусежни последици, а нивните грешки скапо се плаќаат и тешко се поправаат. Политиката е уметност на можното и во неа нема место за импровизации. Гласот на народот е посилен од гласот на омразата, кој не подели на наши и ваши, а во една и единствена Македонија, унитарна и мултиетничка, онаква како што ја оставиле нашите предци. Наша должност е да ја зачуваме, да има што да им оставяме на нашите деца и внуци. Ако може движењето за заедничка Македонија да истрае во својата цел и секој ден да биде со народот на улиците во Скопје и другите градови. Зошто и ние да не ја дадеме нашата подршка? Тоа е најмногу што можеме да направиме за нашата Македонија. Да живее Македонија! Почитувани радовишани, мои сограѓани, да бидеме горди на нашите деца, на нашите внуци, на нашите идни поколенија, ќе им кажеме: да, ние бевме тие кои застанаа на браникот на Република Македонија и ние бевме тие кои одбранија Република Македонија. Секоја епоха од оваа древна македонска земја си има своји јунаци, своји херои, своји бранители. Ние, денешните македонци, денешните генерации македонски синови и керки, сме тие кои во овој судбински момент ја понесуваат сета одговорност во своите плеки да ја браниме и ќе ја одбраниме Република Македонија. За никого веќе не е тајна. Зоран Заев не лажеше, ја лажеше Република Македонија, но нажално од се ги лажеше собствените членови и собствените сопартијци дека не подружува и не подпишал никаква платформа. Во текот на вчерашниот ден, во текот на денешниот ден, повторно од Собраниската говорница, слушнавме дека лаже. Платформа има, тој ја подружува, тој ја потврдува, тој сака да ја разнебити Македонија. Ние не му дозволуваме. Пети ден трае конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. Пратениците на ВМРО ДПМН и денес бараат увид во законот за употреба на јазиците. СДСМ обвинува за смислено сценарио со цел да не се формира ново парламентарно мнозинство, додека пак ДУИ потврди дека тиранската платформа мора да се спроведе во целост. Може би господата од СДСМ не се најсретни за ставовите на
алијансата за албанците и на ДУИ. Тоа е цена која треба да се плати. 2008 година, кога имавме разговори со некои представници од ДУИ, бидејќи не ги познававме доволно, со кого треба после изборите да се прави коалиција, едно од нашите прашања беше дали сте нешто должни кај господинот Црвенковски, затоа што не сме сигурни ако со вас бидеме во коалиција, ако имате неразчистени долгови, еден кон друг, дали ќе бидете лојален коалиционен партнер или довербата е на друга страна. Еден ваш колега, пратеник поранешен, ни кажа, вика, со Бранко Црвенковски не сме ништо должни, затоа што ние сме виделе како функционира СДСМ. Ако им дадеш што сакаат, ќе ти дадат што сакаш. Бранко Црвенковски ни побара поддршка за да биде 5 години председател, ние му побаравме Кичево, Струга, Долнени и Скопје двојазични. Тоа е договорот помеѓу СДСМ и ДУИ за територијалната реорганизација, која што нема никаква врска со географија, со стопанство, со економски развој или со желба на граѓаните на овие општини. Дали постои декларација на партиите на албанците во Република Македонија? Да. Да, вие прочитаа тоа, не е тајна, вие од таа работа направивте не знам си што. Основ за формирање на парламентарното мнозинство и за владата е програмата на владата што ја промовираше Социјалдемократска сојуз на Македонија. Дали во нејзе има делови од програмите на политички партии? Да. Студентите јадат бајат компир кој треба најверојатно да личи на јуфки или макарони и ефтина недоварена виршла, додека пратениците на ВМРО ДПМН не дозволуваат да се формира нова реформска влада во Република Македонија. Колега Стефан, честно, коректно е. Со една од твоите 5 коли, денеска, прошете ги студентските домови во Скопје, во Штип, во Прилеп и провери какви се новите лифтови, како се реконструирани блок 1 и блок 2, ако знаеш што значи тоа во студентскиот дом Кузман Есифовски Питу, потоа во Стив, новите бараки во Медицинар и многу полесно ќе можеш со нови слики овдека да дојдеш и да презентираш што се е изградено во студентските домови. Заврши Конгресот на Европската народна партија во Малта, на која присуствуваше партиска делегација на ВМРО ДПМН предводена од Никола Груевски, а во чиј состав беа и членовите на извршниот комитет на партијата Никола Поповски, Владко Ѓурчев и секретарот за меѓународна соработка Александар Николовски. За време на Конгресот Груевски оствари билатерални средби и разговори со лидерите на Европската унија и премиерите на водечките земји од Европската унија. Покрај следењето на Конгресот и интересните дебати кои што беа на Конгресот на ИПП овдека во Малта, беше интересно што имавме повторно можност да се видиме билатерално со повеќе врвни политичари од Европа, со луѓе за кои што е добро да се зборува за Македонија, за стратешките интереси на Македонија, за нашиот пат кон Европската унија, нашите стратешки планови, но исто така и за актуелните домашни проблеми, односно домашните политички случувања во кои сме донесени заради се она што СДСМ го направи во изминатиот период. Така што беше една одлична можност да се образложат состојбите, да се дадат точни информации и да се побара понатаму поддршка за Македонија и за поддршка за излез од кризата на Република Македонија. Беше исто така разговарано на повеќето средби, вклучувајќи и онаа со Доналд Туск, председателот на Европскиот совет, и за мигрантската криза, а секако и за сите други значајни работи за Република Македонија. Ако милиони мигранти почнат да маршираат на Балканот повторно, невозможно е да се одржи стабилност. Македонија не може да биде стабилна без партијата на Груевски. Стабилноста на Балканот бара нови избори во Македонија, што е можно побрзо. Ја поздравувам резолуцијата за понатамошно проширување на Европската унија и клучно е за стабилноста започнување на преговори со Македонија. And as a family, we have to continue to support. Како семејство ќе продолжиме да ги поддржуваме нашите сестрински партии во Европа, не помагајќи им на левичарите да ги уништуваат со селективна правда, со парите на Сорос и неразумни барања, ризикувајќи ја стабилноста во целиот регион, како што тоа сега се случува во Македонија.
Јавното комунално предпријатие Комуналец од Струмица започна со акцијата за пролетно чистење. Во првиот дел успешно бил подигнат отпад во количина од 81 метар кубен. Од 2 април ќе започне и вториот дел од акцијата на долниот дел од градот. Од одделот чистота апелираат до граѓаните да го извадат својот отпад кој ќе биде подигнат уште истиот ден. Акцијата започна званично на 26 март со генерално чистење на кај нас познатите населби Чифлик и Капош и можем да кажем во која беа вклучени 54 вработени лица од јавно предпријатие Комуналец. Имавме 5 возила на располагање, од кое 4 трактори, 1 автоподигач и автометачка. Значи, првиот дел од акцијата протекна во добра активност од страна на граѓаните во овој дел од градот и само како податок дека акцијата беше успешна е тоа што на 26-ти од овие две населби беше подигнат отпад во вкупна количина од 81 метар кубен. Што за према нашите предвидувања е многу повеќе од она што ние мислихме дека може да излезе. Акцијата продолжува понатака, значи сега на 2 во недела, продолжуваме во долниот дел од градот или сите улици, вкупно на број се 44, што впаѓаат, што се во границите меѓу транзитниот пат или Климент Охридски, булевар Маршал Тито и улица Маршал Тито, се до излезот од градот према Куклиш, населеното место Куклиш. Значи, тие се 44 улици што ќе бидат опфатени во недела, почнувајќи од 7 до 16 часот. Очекуваме дека и овој дел од граѓаните што живеат во овој дел од градот ќе се вклучат активно во акцијата, ќе го извадат својот отпад пред нивните домови, ќе се јават на телефонскиот број 325 909 или на бесплатниот телефонски број на Систем 48 и истиот отпад ќе биде подигнат истиот ден. Значи, покрај генералното чистење на улиците ќе се врши и метење со машинско метење и перење на улиците. Планираме да во овој дел, пошто многу неблагодарно се предвидува колкава би била количината на отпадот, предвидувам дека сигурно ќе биде многу поголемо од ова што беше во Карпош и Чифлик. Повеќе за оваа акција на Комуналец, меѓутоа и многу други прашања поврзани со работата на ова предпријатие, гледате во најновото издание на Отвореното студио со колешката Дијана Ристова, веднаш по завршувањето на овој дневник. Продолжуваме понатаму. Средното училиште Гоце Делчев во Валандово за 2 недели ќе го понуди својот прв асортиман на цвеќиња од расадникот, кој е дел од практичната настава на учениците од земјоделско-ветеринарната струка. Наскоро пластеникот во кој се одгледуваат неколку видови на цвеќиња во Средното општинско училиште во Валандово Гоце Делчев ќе понуди свое производство на цветни расади. Ристе Стојанов, професор во земјоделско-ветеринарната струка кој го надгледува проектот, вели дека за приближно 2 недели ќе излезат на пазарот со одреден асортиман на цвеќиња. Идејата за цветниот пластеник ја дал градоначалникот на општината Николче Чурлиновски, кој предложил Валандово да има сопствено производство на цвеќиња кои ќе се искористат во уредување на јавните површини. Поголем дел од просторот ни е опветен со цвеќиња, значи имаме посадено цвеќиња, бидејќи како недостаток на пазарот во нашата општина се јавува цвеќето и поради тој недостаток дојдовме до идеја да поголем дел од пластеникот биде опфатен со цвеќиња кои што самото производство ќе го работат децата, а и пласманот би бил подобар. Во останатиот дел од расадникот се расадува пролетна зелка, а тука помагаат и студентите кои се на пракса на земјоделскиот факултет во Струмица. Моментално имаме засадено бегонија, петунија и виола. Понатаму, кога би се отворил простор, би понудиле и поголем асортиман, меѓутоа сега за почеток се уште само тоа го имам. Првите цвеќиња кои што ги произведуваме се дадени во низ општината за разобувување на нашиот град
а и бидејќи самиот пластоник ни е донација од општината, така да најверојатно дел од цвеќињата ќе завршуваат за разобувување на зелените површини. Продажбата на цвеќињата ја извршуваат самите студенти преку изработка на бизнис планови кои потоа во пракса ги спроведуваат. Досега снабдувањето на општина Валандово со цветен расад било проблем, бидејќи во овој град нема ниту една фирма или предпријатие кое се занимава со ваква дејност, па цвеќињата најчесто се купувале од соседните градови. Детската градинка Прва радост од Василево прослави 2 години постоење. Во овој период установата го зголеми сместувачкиот капацитет од 40 на 70 деца со најава за изградба на нов објект, со кој надлежните очекуваат целосно да одговорат на потребите на жителите. Децата од детската градинка Прва радост од Василево со пригодна програма го одбележаа вториот роден ден на установата. Раководните лица се задоволни од напредокот низ кој поминала градинката како од образовно-воспитен карактер, така и од сместувачки. Пред 2 години објектот имал сместувачки капацитет за 40 деца, а сега е зголемен на 70 со најава за отворање нови простории. Сепак ние како установа сме задоволни од постигнатиот успех, а сметаме дека и родителите се задоволни од нашето работење. Сето тоа го докажавме со безпрекорното работење на целиот персонал, желбата за постигнување на одлични резултати. Се залагавме сите деца да бидеат згрижени, да престојуват во здрава и чиста средина и големо внимание обраќавме на воспитно-образовниот процес. Така да тоа се резултира со тоа што на почетокот почнавме со работа само во еден објект, имавме околу 40 дечиња, а сега бројот на дечињата го зголемивме на 70 дечиња, плюс отворивме уште еден нов објект, Малото Славиче во село Моноспитово со капацитет за 40 деца. Градоначалникот на општина Василево Ванчо Стојанов вели дека ова е еден од најдобрите проекти кои ги реализирале низ годините, со најголем бенефит и за родителите и за децата. Сметам дека тоа е еден од проектите кој е најискористен, односно со најголем бенефит. Бенефит и за самите родители, а најголемиот бенефит го ползуваат самите деца, бидејќи тука ги прават првите чекори на нивното образование, тука ги учат првите бројки и првите букви. Во побарање на граѓаните на општина Василево, општина Василево веќе презеде иницијатива за изградба, иако отворивме веќе еден клон во село Моноспитово, општина Василево е на идеја да гради уште една детска градинка, која најверојатно ќе биде лоцирана на некоја друга локација или токму овде до оваа локација, бидејќи имаме голем интерес, заинтересираност и на родителите и на дечињата да ја посетуваат детската градинка. Сметам дека децата овде ги почнуваат најпрвите чекори во образованието и секако нивното прво дружење, првите другарчиња и првите букви и бројки. Градинката во Василево се изгради со пари од ИПА фондовите на Европската Унија. Станува збор за проектот Македонче и Бугарче рака за рака меѓу општина Василево и општина Струмјани од Бугарија, за што беа обезбедени скоро половина милион евра. Почнува исплатата на субвенциите за минатата година. По 5-месечно доцнење заради изборните процедури, првите налози вредни 224 милиони денари се веќе во трезор, а дотре ќе бидат подпишани уште 170 милиони денари за млеко, оризова арпа и органско производство. Паралелно со исплатата во теке и пријавата за субвенции за осигурување од природни катастрофи за оваа година. Земјоделците најдоцна до денес треба да ги добијат субвенциите, вкупно 224,5 милиони денари, за кои платежната агенција веќе ги подпиша налозите. До крајот на месецот пак дополнително ќе бидат исплатени уште 170 милиони денари, за кои списоците во моментов се изготвуваат и треба да бидат донесени во платежната агенција на подпис. Според заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски, прво ќе бидат исплатени млекопроизводителите, како и субвенциите за предадена оризова арпа, а паралелно со тоа е отпочната и постапката за обработка на документацијата за субвенции за полјоделството, односно за сите житни култури, градинарството, оризопроизводителите од реколтата 2016 година. Континуирано ќе се продолжи и со исплата на другите субвенции до крајниот рок, 30 јуни оваа година, а се вкупната вредност на овие субвенции ќе опфати некаде околу 60 милиони евра, средства кои се обезбедени од буџетот на Република Македонија, а ќе се реализираат преку Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство. Паралелно со исплатата во теке и пријавата за субвенции за осигурување од природни катастрофи. Исто така да напоменам дека во текот на овие денови, значи започнано е пријавувањето на субвенции за осигурување од елементарни непогоди, значи од град и поплава. За разлика од лани, значи кој имаше критериум, бевме ограничени до 2 хектара, сега до 20 хектара се извинувам, тој лимит е тргнат и нема критериум за ограничување на површината која сакаат земјоделците да ја осигурат. За директните субвенции за оваа година владата има обезбедено 100 милиони евра, но поради ризичното толкување на изборниот законник по последните парламентарни избори дојде до пречки во нивното исплаќање. Постапувањето на Златков на функцијата директор на платежната агенција, исплатата продолжува непречено. Со маски на идоли од своите омилени цртани филмови, најмладите денес во Гевгелија на Априлијадата го одбележа Денот на шегата. Спајдермен, полицаец, каубоец, куќе со пилиња, но и многу други разновидни маски беа дел од детскиот маскенбал Априлијада 2017 која се одржа во Гевгелија по повод 1 април, меѓународниот ден на шегата. Гевгелискиот плоштад го красеа маски од маскераните деца од градинките, детска радост, цветови и сончогледи, како и децата од основните училишта Крсте Мисирков и Владо Кантарџиев, кои ги изненадија и воодушевија многобројните присутни граѓани. Како дел од оваа организација можам да кажам дека настанот беше прекрасен. Имавме вкупно околу 900 маски, од кои што 100 влегува во риверијалниот дел, односно во надпреварувачкиот дел. Наградите се поделени, луѓето се задоволни, имаше масовна посетеност на овој настан. Досега во Гевгелија немало таква посетеност на било каков настан, затоа што толку многу креативност имаше вложено и амбициозно беше организирано настанот, но и од страна на сите учесници беа направени маски извонредни, се гледа дека се потрудили и овој настан денеска го направија извонреден. Општина Гевгелија и Пионерскиот дом во соработка со основните училишта и детските градинки се организатори на овој настан, чија традиција се одржува повеќе од 30 години, а најдобрите маски ќе бидат наградени со символични награди. И за крај од овој дневник вестите од светот и регионот. Во Србија наполно ќе почнува предизборниот молк, со што е забранета каква било изборна пропаганда преку средствата за јавно информирање, одржување на јавни собири и објавување на проценки за изборните резултати. Предизборниот молк ќе трае до 2 април до 20 часот, односно до затворање на избирачките места. Во трката за председател на Србија учествуваат 11 кандидати, а изборните места внедела ќе бидат отворени од 7 до 20 часот. Ке се гласа на 8523 изборни места во Србија, во Косово на 90, а во странство ќе бидат отворени 53 гласачки места во 32 држави. Резултатите од гласањето во странство не смеат јавно да бидат објавени пред да завршат изборите во Србија. Рускиот председател Владимир Путин е подготвен да се сретне било каде со председателот на САД. Голема сила со која сака добри односи во очи внатрешни прашања Москва не се меша, рече Путин, при тоа додавајќи дека западните санкции наметнати на Русија се штетни на самиот Запад. Путин изјавата ја даде на форум за Арктикот, кој се одржува во северниот руски град Архангелск. Одговарајќи на изјавата на финскиот председател за тоа дека би сакал да ги угости рускиот и американскиот председател во Финска на следниот арктички форум, за кој се уште не е одреден датум, Путин рече дека е подготвен за тоа. Таа средба би можела да се случи во рамки на редовен настан како што е состанокот на Г20, додаде Путин. Рускиот председател му изрази поддршка на Доналд Трамп во борбата против тероризмот и понуди соработка со Пентагониција. 4 лица беа повредени пред турскиот консулат во Брисел откако се судрија поддржувачите и противниците на владата во Анкара. Тројца од нив се во критична состојба. Нередот се случи за време на гласањето на диаспората за референдумот со кој се зголемуваат овластувањата на председателот Ердоган. Нестабилноста во однос од Турција и Европската унија се случи откако владата во Анкара се обиде да шири пропаганда низ диаспората преку јавни собири за добивање поддршка за априлскиот референдум. Историски лет во Вселената, компанијата SpaceX истрела за прв пат сателит со ракета носител, но од втора употреба. Од компанијата смета дека можноста да ги користат ракетите повеќе од еднаш значително ќе ги намали трошоците. Овој историски лет требаше да биде направен уште минатата година, но еден месец порано се случи тежок инцидент со ракета на SpaceX и сите стартови беа одложени до разјаснување на причините.
Централниот дневник е во 20 часот. Останете со телеканал 1. Од мене пријатно.